200 пати ме бараше. Јави се, доволно му беше. Доволно го остави да чека. Добра. Повели. Нема повеќе за што да зборуваме, Алихан. Ти си го кажа последниот збор. Во банката сум. Воопшто не сум слободна во моментов. Добро. Добро де. Ми вика да се сретнеме. Може да излезам? Само 2 месеци. Пред само 2 месеци. Нели ти умираше по мене, а? Љубовта на твојот живот. Што се случи со љубовта, а? Не заборавај дека ти си тој што си замина. Ама ти се караше со мене. Со сила ме натера да изберам. Па ете, ти си избра. А што очекуваше ти? Кога ќе посакаш јас да ти бидам швалерка ли? Не ми беше швалерка. Зар мислиш дека таква врска имавме? Јас тебе те засакав. Ме засака. Ако заврши, јас да си одам. Не, седни. Не завршив. Алихан, кажи што имаш да кажеш да завршиме со ова веќе. Јас ке се мажам. И тоа многу наскоро. Со тој човек ли? Да. Ме побара за жена и сега чека одговор. Не. Не може да се омажиш со него, нема да го дозволам тоа. Господе Боже, со кое право ти тоа? Шебнем, не ме збудалувај. Знам дека ме сакаш. Ќе средам. Ти ветувам, ќе средам. Дај ми само малку време. Што ќе средиш, бре? Како? Ете, ќе се разведам. Добро, ќе се разведам. И колку ќе трае сето тоа? Мислам на постапката. Не знам. Треба да направам план. Најпрво ниту децата, а ниту Денис не треба да дознаат за тебе. Ме разбираш ли? Тоа нема да биде во прилог. Ќе треба да дадам надомест по 300 глупости и не де Боже да останам голтар после тоа. Каква врска има сега тоа? Целиот твој имот ти е наследство од твоите или пак ти си го заработил? Да, тоа е така, но законите се поинакви. Ќе мора да ја убедам на развод со взаемен договор. Вака ќе направам. Ќе им оставам нешто за да живеат пристојно, а потоа ќе видиме за во иднина. 1 месец, Алихан. Имаш само 1 месец. Ако после месец не заврши се, мене ме нема. Водеше ли љубов со тој човек? Ти водеше љубов со Денис? Не. Ниту јас не. Се уште не. Нема да се гледаш со тој човек. Реков 1 месец. Добро, добро. Ќе отвориме ли клуб на плажа? Ќе отвориме. Алихан, што се случува? Седнете, молам. Не ме плаши, ајде кажи ми што се случува. Работата не е добра, Денис. Пропаднавме. Како тоа? Под стечај ли? Не баш така, но така некако. На тие што им должиме почнаа да се закануваат. Готово е со мене, Денис. Па, ќе смислиме нешто. Доколку е потребно, ќе ја продадеме вилата. Ќе почнеме од почетокот. Што има врска? Ајде, не зборуваме како дете, те молам, жити Господ. Со што ќе почнеш од почеток? Слушни, за ова никому да не си кажал, договорено? Особено немој на хуља. Знаеш дека кредитот е земен од нивната банка. Ако решат да ми ги побараат парите, никогаш нема да се средиме. Ти не грижи се, никому нема да кажам.
сите овие и продаде ги. Не ми требаат мене. Зар ти мислиш дека тоа е доволно? Тогаш, кажи ми, што можам да направам за тебе? Како можам да ти помогнам? Види, не сакам да ризикувам ништо со тебе и со децата, во ред? Во овој случај најдобро е да направиме јас и ти да се разведеме на хартија. Развод? Како документ само ќе биде еден договорен развод. Инаку поради мене ќе додат извршители. Види, јас мислив седушо. Сега, еве ние ќе се разведеме чисто формално, а потоа јас викендицата и половина од вилава ќе ја препишам на твое име. А потоа кога веќе нема да има опасност од извршители, повторно ќе се венчаме и се ќе си биде во ред, душо. Епа, ако го направиме тоа, тогаш ќе се реши проблемот? Да. За жал немаме друг избор. Добро. Добро. Штом ти така велиш? Во никој случај нема да те повредам. Ти ветувам. Знам, душа. Знам. Разводниот документ кој што е предаден до судот од двете страни е уредно прочитан и ставен во постапка. Дали имате нешто да додадете во врска со тоа? Дали по собствена волја го потпишавте? Да, господине. Слушај, Кирко, ти ниту за себе, ниту за децата не си побарала некаков надомест. Сигурна ли си? Јас и мојот супруг се договоривме. Не барам ништо, господине. Вие имате нешто да додадете? Не, господине судија. Сакам да се разведам. Пишувајте. Во врска со барањето на двете страни за развод, судот одлучи да се прифати, како и тоа дека судот одлучи децата да останат со својата мајка. Постапката заврши. Немој сега. Сите гледаат во нас. Ми дојде многу лошо. Ама нели се договоривме? Знам дека не е вистински разводов, но не можам да се воздржам. Што да правам? За момент си помислев дека навистина те изгубив. Денис, биди силна, душо, те молам. Мислам, можно јас и да умрам, нели? Не де Боже, немој друг пат да си го повторил ова. Што би правила тогаш? Ќе се уништиш ако мене ме нема? Зар не помислуваш ти на децата? Единствено заради нив би живеела. Но мојата душа би умрела без тебе. Ајде, да си одиме. Се развел? Јас што ти реков тебе? Леле, ти си единствената дадахуја. Јас не знам како да ти се заблагодарам. Останатите работи ќе ги среди деновиве. За среќа веднаш се најде купец за недвижностите. Ова е планот за исплата на Алихан, кој јас го припремив. Откако ќе потпишеш и потоа пак ќе ме правят за Кипар.
Едва и чекам да и го видам лицето на господја Денис откако вие ќе си заминете. Хулја, да те прашам нешто. Помеѓу тебе и Денис нешто лошо се случи? Дека многу ми помогна за ова. Не, ништо лошо не се случи. Вака сега. Ние во исто мало пораснавме. Во исто училиште учевме. Нашите семејства немаа многу пари. Но животот незе потоа и беше многу среќен, се и беше дадено. Немаше потреба ниту со мал прст да мрдне. Според мене, секој што работи и се труди, тој треба да има среќа. Епа и Денис бар еднаш нека се бори во животот, па да ја видам тогаш. Нека види. Земи, ајде. Ти благодарам многу. Нека ти е со среќа, го доби кредитот. Знам, благодарам. Што е ова? Ова е документ за полномошното за Денис. Ќе те замолам нешто, Хуле, да отвориме една сметка на име на Денис и од мојата да префрлиме на незината 1,5 милион лири. 1,5 милион? Зошто? Епа, знаеш дека Денис нема буквално никакво осигурување. А животот е тежок, мислам дека вака ќе бидам поспокоен. Во ред. Повели, парите се префрлени на сметка на Денис. Добро. Многу ти благодарам, Хулја. Нема зошто. Поздравија, Денис. Секако. Ќе се видиме. Господин Ајден, добар ден. Мислам дека еден клиент сака да ги префрли своите пари и да побегне. Да, токму така. Денеска дори има префрлено пари на сметката на својата сопруга. Ке може ли потитно да донесете извршителна одлука? Во ред, јас ќе ви ја испратам потребната документација. Алихан, да не си полудил ти? Овде пишува 1,5 милион и тоа. Токму кога сме во најлоша ситуација. Денис, те молам, прифати ги. Значи, овие пари се и за тебе и за иднината на децата. Во ред, ако мене ме нема, ќе можете полесно да живеете барем. Ај, те молам, немој така да зборуваш. Јас не сакам никакви пари од тебе. Денис, те молам, во ред, да ја затвориме оваа тема. Татичко, Дојди ваму, принцеза, дојди. денес си подранил? Да видиш сега тато што ти купи. Не ми се верува. Од кога го сакав токму овој тато? Тато, прекрасен си. Колку е убаво, многу ти благодарам. Многу е убаво. Ти си единствен. Секогаш кога ќе го погледнеш да се сетиш колку те сакам. Во ред, душо моја. Секогаш ќе го носам. Ајде сега. Алихан, Знам што ќе кажеш, ама те молам, не мешај се. Имав желба да го купам. но знаеш дека не е време. Ќе средам. Ќе средам се, не грижи се. Се надевам. Знаеш ли дека многу се молам да се среди се?
Преморен сум, Денис. Но многу ме недостасуваш. Па тогаш додам јас. Без да ме бакнеш ке си одиш? Веднаш јави ми се кога ќе стигнеш. Во ред. Се надевам ќе средиш нешто, па малку ќе воздивнеме. Ајде ќе се видиме. Леле, не ми се верува. Не ми се верува дека успеавме конечно да заминеме одовде. А па гледам и ти многу си возбуден. Шебнем, те молам, свати ме малку. Ти не остави семејство зад себе. А јас мислев дека веќе ништо немаш со Денис. Да, но имам деца со неа. И синоќа ми беше многу тешко, кога ги погледнав за последен пат. Ама ти не грижи се. Ќе видиш дека ќе им биде добро. Знам како е затоа што и јас сум дете на разведени родители. Кого бараш? Ало, Ќерко? Мила, сакав само гласот да ти го чујам. Немој да забораваш дека тебе и брат ти најмногу ве сакам. И да ја слушате мајка ви. Во ред, душа? Не, нема ништо. Не, нема ништо. Не, онака само ти се јавив. Ајде, те бакнувам. Затворам сега. Многу те сакам, принцезо моја. Керко се уште ли не се јави? Всушност, татко, и јас не сакам да го барам веднаш затоа што се нервира. Но веќе е доцна. Не е достапен. Ке те побара. Ке стигне, ке те побара. Не грижи се. Не знам, тато. Ништо ме мачи. Се грижам да не му се случило нешто. Се уште не е достапен. Ова навистина не е возможно. До сега сигурно ќе ми се јавеше. Може би му се исклучил телефонот, а сигурно нема полнач за да го наполни. Не е можно, зарем не може да најде полнач во хотелот? Денес може би заспал, сигурно утре ќе те побара. Се надевам. Те молам, извини, тебе те вознемири во ова време. Поздравија, Хулја. Во ред, ќе ја поздравам. Ако утре не ти се јави, побарај ме. Пријатна ноќ.
Добра ноќ. Многу се загрижив. Те молам веднаш побареме. Многу те сакам. Господине Доган, ве молам кажете ми што се случува овде? Ве побарав на телефон, но една девојка ми кажа дека фирмата е продадена. Не ми е јасно што зборуваш, имате ли надлежна секретарка? Денеска требаше да почне со работа, но Во ред. Јас не можам да го добијам Алихан. Дали вие го имате телефонскиот број во фирмата од Анкара? не знам, господио Денис. Веќе неколку дена не сум го видел господинот Алихан. Како тоа? Па, не знам како да ви кажам. Господин Алихан пред 3 дена ја отстапи фабриката. И од тогаш не сум го видел. Но како е можно? Алихан... Господио Денис, јас мислев дека знаете. Навистина не знам што да ви кажам. Добро, но кој... Господине Доган, стигна нарачката. Господио Денис? Господио Денис? Јас сум загрижена за животот на мојот сопруг, а вие какви прашања ми поставувате? Денис, ова се вообичаени прашања. Ако сакате да ви помогнеме, ве молам одговорете ни. Во ред. Видете, немавме никакви проблеми. 18 години сме во брак. Имаме 2 деца и сме многу среќно семејство. Како му беше на работа? Имаше долгови и непријатели некои? Да, во последно време имаш, но ми кажа дека ќе оди на пат да ги среди. Денеска дознав дека ја продал фабриката. Сигурно сакал да ги плати долговите од продажбата на фабриката. Незгоди некои со непријатели имаше? Видете, мојот сопруг е прекрасен човек, на никого не би замерил. Но пред некој ден ми спомна дека некој за нешто го оценувал, но не го разбрав. А кој би го оценувал? Не знам. Децата не знаат што се случува. Ве молам, помогнете ми да го најдам. Ве молам. Како е можно да го нема? Во кој хотел престојува? Еџе, те молам, немој да викаш ке го разбудиш брат ти. Не ми го каже името на хотелот. Алал да ти е, мамо. Многу си заинтересирана за него. Еџе, те молам, немој да ме загрижуваш и унеко сум многу нервозна. Ало? Да, јас сум. Што? Како? Мамо, што се случило? Каде? Во ред. Се разбира, во ред. Мамо, кажи, ајде, што се случило? Го пронашле телефонот на Алихан. Како тоа? Во коња. Пред патот целиот бил уништен. Да не дознале нешто за Алихан? Не дознале ништо. Се уште го бараат. Господе, те молам само Алихан да е добар. Господе, те молам. Како е можно? Па сигурно не исчезнал така. Извинете, верувам дека направивте се од ваша страна, но ве молам, разберите ме. Да дојдам ли? Добра. Веднаш доаѓам. Што ти кажа, а? Тато го нема Алихан. Ниту во затвор, ниту во болница, ниту во мртовечница, никаде го нема. Значи дека е жив? Добро, тато, но каде? Сите авионски и автобуски линии се проверени, но него никаде го нема. А колата? Заборавив да ти кажам дека по пат на ке Анкара сакаше да ја продаде колата. А до Анкара со воз требаше да оди.
Каде ми е ташната? Денис, ако телефонот е најден во Коње, значи дека не бил во Анкара. Тато, само лоши мисли ми се вртат во глава. А што ако некој го киднапирал? Кој би го киднапирал? Не знам. А што ако се сплеткал со некои мафијаши? Знаеш, во последно време ситуацијата беше лоша. Може би, за да се спаси од такви работи, се решил на тоа. Може би и попусто се грижи Метерко. Попусто ли? Тато, сопругот ми го нема. А Керко може би не е така? Може би сака малку да си одмори главата или пак... Или пак? Да нема друга жена? Браво, тато. Навистина добро го реши проблемот. Зарем Алихан е толку нечовечен сето ова да ни го направи без да ни каже? Во право си. Но зошто јас не размислив за тоа? Керко, се што се случува во животот, јас го кажав тоа за да не се Ако е грижиш. тоа вистина, мислиш дека нема да се грижам? Зарем е така лесно тоа? Или мојот маж е киднапиран или убиен, или пак не напуштил заради друга, така? Многу ти благодарам. Навистина ти благодарам за твојата поддршка. Да не се шегувате. Како е можно сите сметки да се затворени? Сите пари што тој ги имал ги повлекол од банката. И дури пред да исчезне му префрлиле голема сума на пари на негова сметка кој ги подигнал. Што направил со тие пари, знаете? Јас ништо не знам, сигурно го платил долгот што го имаше. Ние не видовме никаков долг освен долгот во банката и се разбира не го подмирил господјо Денис. Видете, вие ни рековте дека сопругот ви исчезнал, но вие сте биле разведени. Но за тоа имавме заеднички договор. Во случај ако дојде извршител во нашата куќа да не ни биде уште полошо и откако тој ќе ги решеше проблемите, повторно ќе се венчавме. И претходно ве прашав, ама има ли некоја друга жена во неговиот живот? Ако е така, зошто би исчезнал? Јонака сме разведени, може да се живее свој живот, нели? И кога веќе е сам може да се најде друга, нели? А плюс тоа вие ми кажавте дека телефонот е најден из покрша среде патот. Вие сами рековте дека никоја негова картичка не е искористена. Дали според вас е ова нормално? Каде би можеле заедно да избегаат? Добра, вашиот сопруг се коцка или користи некакви наркотици воопшто се? Имате посомневано некогаш? Што? Сигурна ли сте дека нема друга жена во неговиот живот? Вашиот сопруг се коцка или користи некакви наркотици, се имате посомневано во тоа некогаш? Често најдуваме на вакви ситуации. Можно е да не сте забележале. Нели дури отпосле сте дознале дека ја продал фабриката? Но не можете да ја земете. Што се случува? Кој е тој човек? Од каде да знам јас? Денис? Оф, нежат. Што е проблемот? Проблем е господјата. Колата е наша, а не ни го дава клучот. Денис, ова е нотарски договор. Колата е продадена. Но колата е моја. Да, но се водела на фирмата. Значи дека кога ја продал фабриката и колите ги продал. Господје, ве молам, клучевите. Немој да се грижиш за колата. Имам пријатели.
и ќе најдеме нешто поволно. А со што ќе купите? Дали воопшто размисли од каде ќе најдете пари? Зошто ме гледаш така? Вистината ти ја зборувам. Само вистината. Озан? Што се случува овде? Мамо! Мајкино? Што се случува? Господја Денис, Да, јас сум, а вие кои сте? ние сме извршители, а господинот Ајдин е представник од банката. Може да видам, јас сум нивниот адвокат. Повелете. Денис дојде ни се извршно според донесената судска одлука. Алихан за кредитите во фирмата дури и со личен имот гарантирал. А колкав е долгот? Околу 5 милиони. Камил, земи неколку луѓе и веднаш дојди. Добро, сега ќе ти ја пратам адресата. Само момент, какви луѓе? Ќе мора да земеме некој работи од куќева. Озан, душо? Зошто плачеш ти? Мамо, нека си одат луѓево. Многу ми е страв. Нема зашто да се плашиш. Тие се пријатели на татко ти. Ајде сега, со дедо ти малку во твојата соба оди да си поиграте. А јас ќе разговарам со батковците. Ве молам, не земете ништо од куќава. Мажот ми го нема, си уште го барат. Децата се многу растревожени. Ве молам, нема да можам да се справам сега со ова. Ало? Ало, Шебнем, каде си? Те побарав неколку пати. Извини, дада Хулја, го превземавме локалот, па беше многу гласно, не сум слушнала. Што има тама, што правиш? Слушни ме, имам новости за тебе. Погоди што се случи. Извршители ли? Ама не е можно. Алихан се договори да не плаќа 3 месеци. Јас и ти заедно го припремавме тој договор, ти се потпиша на тоа. Но штом ја предаде фирмата, се расипа планот. Морав да издадам наредба да превземат извршители. Е, многу лошо испадна, многу ќе се изнервира Алихан, а ние пак сакавме да разгледуваме куќи овде. Ти нормална ли си? Зар сакаш да пропадне целиот план? Доколку сакаш веднаш кажи му на Алихан. И со првиот авион да се врати кај жена му. Тој заради децата веднаш би се вратил. Ама што ќе биде со нив? Ти гледај си ја својата работа. Како што останатите се снаоѓаат, така и тие. Леле, мене многу лошо ми стана сега. Не предпоставив дека вака ќе испадне. Бога ми, изборот е твој, Шебнем. Или ти, или Денис. Ти размисли си дали ќе му кажеш на Алихан нешто од ова. Со кого разговараш? Па... Господја Хулја ме побара. Не знае за нас, нели? Не е душо од каде да знае. Онака само ме побарала за да ми го чуе гласот. Ништо посебно не разговаравме. Погледни сега. Твојот сон се оствари пред тебе. Нашиот сон. Видете, ве замолувам. Имам 1,5 милион лири во банка. Можам еден дел од долгот да го платам со тие пари. Имаме викендица и таа би вредела околу 1 милион. Господјо Денис, преземени се мерки и вашата сметка е блокирана. Нежат, зар е можно вакво нешто? Жал ми е, Денис, но можно е. Леле, ништо не разбирам. Тоа е моја сметка. Јас се немам подпишано на никаков документ за никаков кредит. Под вакви околности се превземаат мерки од ваков тип за во случај тој што должи да не ги сокрие парите. Тато, Озан? Озан е покрај господја Елмас, ти не грижи се. Господа, имајте малку милост. Детето внатре се тресе од страв. Татичко, ќе средам јас. Доколку најдам 37.500, тогаш нема ништо да земат од куќава. Ама од каде? Видете, јас имам и некој злато. Веднаш ќе одам ќе го продадам, добро? Извинете ме малку, господа, простете, и јас ќе одам со незе. И како што гледаш, Кирко,
Ние останавме без пари. Единствено само куќава е наша. Мамо, што зборуваш ти? Еđe, те молам да завршиме со разговоров пред да дојде брат ти. Те молам биди ми поддршка. Да не се расправам со тебе. Каква поддршка, мамо? Јас се уште сум во средно. Зарем треба да го оставам школото? Еđe, Ние дојдовме... Знаете ли дека Озан сам се ги изми рацете? браво за мојот син. Ајде седни да видам. Ова е твоето омилено јадење, Озан. Колку сакаш? 2. 1, 2, на здравје, Никатија. Мамо, кога ќе се врати тато? На татко ти му испаднала некоја работа, Озанче. Кога ќе ја заврши, ќе дојде. Да го побараме побрзо да се врати. Добро, ќе го побараме. Уште колку долго ќе можеш да криеш? Еđe, Тато веќе го нема, Озан. Го нема, си замина. А нема ниту пари. Разбираш? Тато, еđe, оди си во својата соба. Озан, душа, дада ти се шегуваше со тебе. Ти нели помалку плачеш, па заради тоа така направи. но јас сакам да си дојде тато веќе. Ајде, дојди ти кај дедо. Слушни сега што ќе ти кажам. Ти знаеш ли дека татко ти денес мене ми се јави? Ми рече дека јас ќе дојдам да го видам Озан. Ама сега во моментот има многу работа. Што се случило? Знам дека е многу тешко, душо, ама барем имаш покрив над главата. Ако е потребно, ќе ја продадеш куќата и ќе си земеш помало станче. Добро, душо, добро. Ќе наминам, не грижи се. Ајде. Ајде, не грижи се. Чичко Мехмет не успеал ниту денар да добие од својот брат, а и Денис остана на улица без ништо. Ете, тоа е. Ете. Смешно ли е ова, Куља? Ние имаме малку пари настрана. Збори со неа за да ја помогнеме. Не може, Нежат. Ти доволно не ја познаваш Денис. Нема да прифати такво нешто. Гордоста нема да ја дозволи. Што има лошо во тоа? Зарем ние не сме куќни пријатели? Ако не сакаш да ти се налути, тогаш молчи. Зборувам од искуство. И плюс сега главата е измешана. Добро. Ама глупаво е да стоиме настрана со скрстени раце. А бре, Нежат. Колку долго време собираме пари, се растуривме плакајки кирија по станови. Дали луѓето ти што ги жалиш, некогаш се потрудија тебе да ти помогнат? Зошто да ми помогнат? Работиш во банка. Ако е потребно, ќе земеш стамбен кредит и да сакавме досега одамна ќе си купевме стан. И кредитот ќе беше исплатен. Си запнал со тие станови. Колку пати ти кажав? Кога ќе имам доволно пари за влог, ќе земам кредит. Јас сакам да живеам во куќа. Како на Денис куќата. Тато, долго си размислувам. Ќе ја продадам куќава и ќе си купам еден стан. Друго решение нема. Пола од куќата е налихан. Што ќе правиш со тоа, ќерко? Навистина не знам. Ќе го прашам Нежата, а потоа ќе одам во агенцијата за недвижности. Треба подитно да ја продадеме. Немаме пари. Повелета? Здраво. Дали може да влеземе? Слободни ли сте? Се извинувам, не ве познавам. Ние сме новите собственици на куќата, го носиме дизајнерот за проверка. Мислам дека има некаква грешка. Ова е куќата на Алихан Остурен. Ние од него ја купивме куќата, вие ли сте негова сопруга? Само момент, каде? Зарем нема да можам да влезам во своја куќа сами? Викај полиција. Озлем, застаните, молам. Господјо, зарем не сте запознаени дека куќата е продадена?
Верувајте ми дека сум во шок. Односно, половина од куќава е моја. Вашиот сопруг го продаде и вашиот дел. Тој имаше полномошно, ако не се сеќавате. Поверете. Ја продал куќата. Тато Алихан ја продал куќата. Тогаш, ајде, вака ќе направиме. Ќе ви дадеме 3 дена. Тогаш, ние мораме да почнеме со Какви реновирање. 3 дена сами? Оваа куќа е наша со печат и подпис. Добро, ќе ја испразниме. Ви благодарам. До гледање, господјо. Ајде, Озлем. Веднаш мораш да ги жалиш. Не гледаш човекот е некој далаверџија, жената ништо не знаеше. Господе Боже, со што се занимаваме? Тато, што ќе правиме ние? Убава. Леле, колко е убава. Много е убава. Много е убава. Убаво место е ова. Еве ги клучевите. Кога од сервисот ќе ги го вратат автомобилот на мајка ти? Не знам. Чекале да пристигне некој дел од странство. О, тоа сигурно долго ќе трае. Добро, тогаш највечер јас ќе те носам. Може. Се гледаме утре. Се гледаме, душа. и 50 за сите. Што 350? Лири? Па да, господјо, толку вредат. Да не се шегувате вие? Само за масава мала пред 5 години платив 15.000 лири. Оваа цена е за втора рака, господјо. Ете, за да не се навредите, нека биде 400, а? Ај, не ми се верува. Што правиш ти, мамо, а? Ке полудам веќе. Зошто ги продаваш нашите алишта? Еđe, морам. Излегувај. Излези од нашата куќа, ајде. Еđe! Вампири едни, циташи на крв. Еđe! Денис, не сакав да ти кажам пред човекот, ама ако не го платите долгот, имаат право во било кој момент да дојдат. Зарем не заплени и куќата, а? Тоа ли е? Еđe, дојди да разговараме. Што ќе зборуваме, а? Еđe, седни. И не се дери како некоја будала. Ситуацијата е полоша од тоа. Што може полошо да се случи? Ти сакаше мебело да го продадеш, мамо. Еđe, татко ти ја продал нашата куќа. За 3 дена ние треба да ја испразниме. А сега имаме потреба од пари, за да можеме да се најдеме стан под кирија. Ете, затоа работите да ги продавам. Јасно ти е? Се што имавме се сруши како замок од хартија.
Денис, јас навистина би сакала да ти помогнам. Зборував со Нежат. Му реков дека треба да ја помогнеме на Денис во овие тешки моменти. Знаеш дека имаме тргнато малку пари на страна. Ти благодарам, Хулија. Ама се уште не се знае утре што може да биде. Затоа не би сакала да ве ставам во неизгодна ситуација. Ти кажи што сакаш и јас би сакала да ти помогнам. Ама и Нежат го каже истото како тебе. Дали ќе можат да ги вратат парите, ако сакаме и ние да си купиме куќа? Да, Рече, не ги вложувај парите во пријателство, за да нема непријатни работи. да, во право е. И јас во никој случај нема да прифатам такво нешто. Никогаш. Види нешто да ти кажам. Јас имам неколку пријателки што сакаат да сменат мебел. Може би ќе можеме и поскапо да им продадеме, а? Што велиш, а? Може би јас неколку работи ќе купам. Нормално, ако мислиш да ги продадеш, се разбира, зависи од тебе. Навистина добра идеја. Што ќе направам ако не ги продадам? Сега имам многу потреба од пари. Многу. И еве, ова е нашата нова куќа. Воопшто не е лошо, ѓерко. Јас очекував многу полошо. Тато, уште внатре да видиш и дворот е многу убав. Многу е спокојно овде. Вие не сте нормални. Ова буквално е визба. Ова не е куќа за луѓе, туку за кучиња. Еџе, уште еднаш нема да те предупредувам. Од каде го знаеш Мират, Кирко? Кој? Мират, собственикот на куќава. Ова му е наследство од дедо му. Кога беше помлад си замина од тука и веќе не го видовме. Зарем се вратил? Јас не познавам таков човек.